Екипата на Backstage ве поздравува од преубавиот амбиент на кинескиот ресторан Star Ocean. Така е, малку да смениме локација. Тука се договоривме да си поразговараме со Мартинијан Кириловски, а на која тема ќе ни каже тој: постојано правиш нешто ново, не застануваш. Честитки за тоа од Backstage. Ви благодарам пред се многу на поканата и што се хадовме во овој преубав амбиент на ресторанот Star Ocean. Кинески ресторан Star Ocean. Дури проба да јадеш со стапчиња, ти се допаѓа нешто така да промениш? Дали си љубител на кинескава храна? Па во последниве 3-4 години да. Пред тоа не, сум бил некако скептик, меѓутоа кога пробав да јадам, од година во година се повеќе ми се допаѓа храната. Дали си љубител на оние сладко-кисели сосови и вкусови или едноставно си малку љубител? Сум љубител посебно на тие сладко-кисели вкусови. Мислам дека тие го дава оној шмек на кинеската храна. Сакам вакви спонтани разговори, ако темата беше друга, ќе те прашам и уште дали готвиш, знаеш некогаш да влезеш во кујна или повеќе сакаш така како чорбаџија да си седнеш и да ти готват? Па секој човек би сакал да си седне и да... Тоа искрено сакам. Да му готват, меѓутоа сум гурман и сакам по некогаш јас да сготвам некои јадења, не некои комплицирани, меѓутоа се снаоѓа во кој. Не е лошо. Мартинијан, имаме нешто ново на музички план, веќе е излезено, зашто станува збор, како дојде до тоа? Тоа е мојата ова песна сечење на април, која е на српски јазик. Таа беше првенствено намената за Белградскиот фестивал Белградско пролеće, меѓутоа организаторите одлучија ова година поради 65-тото јубилејно издание фестивалот да биде од ревијален карактер, така да ни кажа ние да ја спремаме песната за следната година, меѓутоа авторскиот тим, музика и текст се на Митко Чешларов, а аранжман е на Ангел Ќосев. Одлучија песната да ја издадеме сега и тоа како потписник се потпишува издавачот Гранд продукција, така да успеавме да ја пуштиме песната пред отприлика 2 недели. Тоа е еден вид на поздрав или омаш кон самиот фестивал, да им честитаме и јубилеј. Имаме можност да го погледнеме денеска и спотот во Backstage, како дојде до него? Спотот е дело на Алек Тасевски, кој не се ебично се даде самиот тој се да излезе како што треба да се направи една целина што ќе биде уредна и пристојна за гледање. Секако имаме кадри од Белград, имаме кадри од Скопје, така да гледачите на Backstage ќе го видат спотот и мислам дека нема да останат рамнодушни. Јас тврдам дека нема да останат рамнодушни. Мене ме интересира твојот впечаток, твојата оценка на сето она што го сработи, колку си ти задоволен и какви се критиките од луѓето кои што те опкружуваат, па и од фановите? Сега во овие 2 недели стигнуваат само пофални зборови за целиот проект, за целата песна, за спотот. Интересно е да кажам тоа што во спотот како модел се наоѓа мојата девојка, така да мислам тука емотивно малку допревме и доживеавме, така му дадовме еден шмек на спотот и на самата песна, така да мислам дека е
погодок, но останува да видиме. Не, ние нема да оставиме многу да помине додека сега гледаме, го гледаме спотот за новата песна на Мартинијан Кириловски, па се враќаме со малку животни прашања. Кажи ми, кој момент од животот најмногу те обликуваше како личност? Како личност сум пред се гледам да бидам свој. Тоа што ме обликуваше е тоа што не дозволи во ниту еден момент музичката кариера и таа, да кажам, некоја слава и популарност не успеа да влијаат врз мене и си успеав и се уште се трудам да останам свој. Дали Мартинијан повеќе верува во судбина или во личен избор? Дали можеме нешто да промениме доколку се трудиме? Ова е многу интригантно, да. Интригантно, да, и интересно прашање. Па мислам дека ја верувам во судбина, но меѓутоа додека самите ние не направиме некој чекор, судбината е тука да не подгурне. Така мислам дека некоја комбинација. Дали некогаш си се почувствувал изгубено, па повторно си се пронашол? Како да мислиш дека некоја ситуација е безизлезна и дека од оваа точка нема каде понатаму, но си собрал сила и си продолжил понатаму, и да ги посоветуваме малку оние млади луѓе кои што не гледаат во моментов за такви ситуации животни? Па со сигурност можам да кажам дека тоа е мојата говорна мана, пошто сум имал многу ситуации кои едноставно сум бил исмејуван, сум бил омаловажуван, така да тоа мислам дека е една од ситуациите од која сум мислел дека нема. И израз меѓутоа јас се фелам како што е Господ, не никој, така да успеав, собрав сили да избегам од тоа и да се вратам на правиот пат. Кажи ми, кои вредности